Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, следува редовната презентација на министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Тендерувар читатар, тендерувар прфаќ со уст медијаве, на важниот керемуцитен дични конференца на регул приштипт министите шандецис Венко Филипче. Повелете, министр. Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, дозволете да кажам најновите информации врска со COVID-19 вирусот во нашата земја. Денеска се регистрирани 22 оздравени пациенти, по градови во Скопје 2, во Куманово 6, во Штип 3, во Прилеп 7, во Тетово и во Струга по 1 пациент и во Кочани 2 оздравени пациенти. За жал имаме еден починат пациент од Велес на 70 годишна возраст кој е хоспитализиран на 4 мај во болницата во Велес, но заради влошување на состојбата е препратен на инфективната клиника, пациентот починал на пат кон клиниката. Во изминатите 24 часа потврдени се 33 нови случаи, и тоа во Скопје 11, во Куманово 2, во Штип 1, во Прилеп 5 пациенти, во Тетово 2, во Велес 9, во Битола 2 и Укрива Паланка 1 пациент. Согласно ова, вкупната бројка на новодиагностицирани пациенти од почетокот на епидемијата 1572, оздравени пациенти 1079, на починати 89, што значи дека во моментот активни случаи во нашата земја има вкупно 404. Направени се 332 теста, односно вкупно досега 18.168 тестови. Денеска имаме скок еден на новодиагностицирани пациенти и тоа ќе го пратиме во следните денови за да видиме дали е случајност, некаква варијација или ќе биде некаков тренд. Тоа се резултати од само еден ден и не можеме ништо да заклучиме само од овие резултати од денеска, односно од изминатите 24 часа. Ако се сеќавате, во неколку наврати имавме слични сценарија со значено мал, но и значено голем број. Во еден момент имаше и над 100 новодиагностицирани. Во таа смисла, во текот на утрешниот ден, сабота, ќе ги анализираме новодиагностицираните случаи и ќе носиме заклучоци на што се должат тие. За сега остануваат на сила сите мерки и апелирам сите граѓани да продолжат доследно да ги почитуваат. Неколку збора за состојбата во клиниката, односно болниците. На клиниката за инфективни болести примени се 3 пациенти, вкупно хоспитализирани 44, на кислородна подршка 15, на механичка вентилација 4 пациенти. Во болницата 8 септември примени 8 нови, вкупно хоспитализирани 18, на респираторна машина 1 пациент, уште 2 со потешка клиничка слика. Во болницата во Битола се лекуваат 4 пациенти, се следат 3 на домашно лекување, во Штип хоспитализирани 6, 1 се следи на домашно лекување, на инфективните оделенија во Прилеп, Велес, Куманово, Охрид и Тетово, вкупно хоспитализирани 54 пациенти. Денеска со амбасадорката на Швајцарија ја посетивме монтажната болница до инфективната клиника, еден капацитет кој што значи нови 72 кревети. За среќа сега и се надам така ќе остане. Нема потреба да се користат, но и тоа како има потреба капацитетот да се користи во смисла на организирање на еден како што најургентен интернистички центар кај што ќе се прави тријажа на пациентите и од тука после соодветниот преглед, тест, доколку се наметне потреба, ќе се упатат или на инфективната клиника или на другите клиники, но ќе знаеме дали е некој позитивен или не на вирусот, со цел да се воспостави еден коридор кој што ќе важи за целиот клинички центар. Денеска се стигна 20 монитори, помош од Европската Унија, уште дополнителни од нивната вкупна помош 25.000 маски, N95, 100.000 хируршки
маски, 750.000 пара ракавици, 10.000 заштитни наочари, со ова вкупната вредност заедно со респираторите, дел кој што веќе стигнаат, дел ќе стигнат од Европска Унија, достигна вредност од 3,2 милиони евра, а стигна потврда дека стигнуваат и 20 респиратори од Норвешка, која што донација нешто се успори. И со овие 20 респиратори, 20 на Европска Унија, 15 кои што ги потврдивме преку UNDP, ние сме практично на една ситуација да имаме значено зголемување на бројот на респираторни машини, многу повеќе од 2/3 од вкупниот број со кој што располагаме во нашата земја, соодветно ќе се распредели и тоа е назначено за екнување на нашиот здравствен систем. Дозволете да кажам неколку зборови за скринингот. Центарот за јавно здравје Скопје, Институтот за јавно здравје го завршија планот за скрининг кој што треба почне следната недела, некаде околу 400 до 500 тестови ќе се прават согласно индикациите по критични групи на граѓани. Скринингот ќе се прави како и што најавивме со PCR тестовите преку матичните лекари, но после денешниот состанок на кој што присуствуваше и председателот на стоматолошката комора и преку матичните стоматолози ќе се врши земањето на овие брисови, посебно стоматолозите, заради тоа што е тоа нивна сфера една на работа. Така да ќе бидат офатени и здравствени работници, вработени во градинките, во домовите за стари лица, во прва фаза, понатаму и припадници на полицијата, возачите во ЈСП, таксистите, вработените во јавни служби, пациентите пред хоспитализација, пациенти кои што треба да примат биолошка терапија, практично категории за кои што многу не е важно да го оцениме ризикот и да идентификуваме асимптоматски носители. Зголеменото време на движење на граѓаните, а со тоа и зголемениот број на луѓе со кои што се контактира во денот е една ситуација во која што апликацијата Стоп Корона е навистина битна и важна, заради тоа што користењето на апликацијата значи дека за еден процес кој што значи пополнување на анкетите на епидемиолозите, многу ќе им се олесни, заради тоа што полесно се стигнува до контактите, вклучувајќи ги оние контакти за кои што не сме свесни дека сме ги имале, и оваа апликација сметам дека е едно сериозна алатка во рацете на медицинските работници, заради тоа што може да овозможи прекинување на синџирот на пренос на вирус, полесно следење, рано предупредување на лицата кои што имале контакт со лице позитивно на корона, навремено започнување на терапија и секако изолација на лицата кои што се идентификувани како контакти. Важноста на ваква апликација вчера ја потврди Европската комисија. Во овој момент кај нас имаат инсталирано 55.000 лица, граѓани, и ќе потенцираме дека во периодот кој што следи ќе спроведеме една акција преку матичните лекари, матичните стоматолози, апел да што повеќе граѓани ја инсталираат оваа апликација. Неколку зборови за Велес, заради тоа што таму бележиме раст на новозаразени. Сакам да информирам дека во текот на денот, денеска и утре, интензивно Центарот за јавно здравје и Државниот санитарен здравствен инспекторат ќе направи надзор во неколку фабрики, но и во други објекти каде што е детектирана потребата од инспекција, и некаде до утрешниот ден во попланевните часови ќе имаме еден прецизен увид за тоа за што точно станува збор во однос на новодиагностицираните пациенти. На крај неколку зборови за работата на комисијата со оглед на информациите кои што излегува. Не гледам апсолутно никаква потреба да се политизира работата на комисијата за заразни болести, ниту пак било кој дел од целокупниот овој процес. Во сите овие изминати недели, месеци се работеше исклучително професионално и во интерес на јавното здравје на граѓаните, никогаш во интерес на
политиката и така ќе биде и во иднина. Сакам да упатам јасна порака до граѓаните дека треба и мора да бидат спокојни околу тоа прашање, заради тоа што целокупната работа, носењето, предлагањето на мерките се носи согласно состојбите, согласно анализите, на бројките на новодиагностицирани пациенти, спроведувањето на мерките, почитувањето од страна на граѓаните и тоа така ќе биде и во иднина. Апелирам на крајот до граѓаните повторно да се почитуваат мерките за превенција, заради тоа што е единствениот начин да стави крај на ширење на патот на вирусот. Благодарам. Благодарам, министре. Почитувани, продолжуваме со пресконференцијата. Следуваат новинарски прашања. Први прашање ќе постават колегите кои се вклучени онлайн. Сетел телевизија, повели. Добар ден, министре. Имам две кратки прашања. Првото ми е дали на утрешната комисија за заразни болести, на која, како што разбравме, онлайн ќе се вклучи председателот Пендаровски, може да дојде до целосно укинување на полицискиот час, имајќи во предвид дека од земјите во регионот ние сме единствената земја каде што се уште функционира таква мерка, и дали од понеделник, односно од наредната недела, ќе почнат со работи угостителските објекти. И второто прашање, дали со скринингот, односно со тестирањето што го најавувате од наредната недела, задолжително ќе мора да се тестираат сите кои што се вработени во градинките, што треба да ви биде како услов за нивно отварање. Да, со скринингот ќе бидат опфатени вработените во градинките, заради тоа што сакаме да се осигураме дека кога децата ќе тргнат во градинка, тоа е мерка која што ќе се имплементира заедно со враќањето на работа и на сите други вработени, заради тоа што мора да има место каде што децата ќе се чуваат. Сме сигурни дека нема некој асимптоматски носител и тие се во приоритетната група заедно со здравствените работници и вработените во домовите за стари лица. На утрешниот состанок на комисија нема да присуствува председателот Пендаровски, но комисијата ќе биде вклучена на состанокот на штабот на владата. На утрешниот состанок ќе се дискутира за тоа како ќе биде регулиран полицискиот час за време на викендот, а една дополнителна информација која што очекуваме и денешните практично тие случаи кои што ќе бидат диагностицирани до утре. Ова што го кажав, искрено се надеваме дека е ова некаква варијација, единечна, и дека од утре повторно ќе продолжи оној тренд кој што денеска го анализиравме изминатите 14 дена е тренд кој што значи сериозно мал процент на идентификувани заболени од вкупно направените тестови, што е критериум да се олабават мерките. И во таа смисла и во сабота ќе ги анализираме случаите за да препорачаме какви мерки на олабавување може да важат од следната недела. Значи, на утрешниот состанок дискусија за време трајањето на полицискиот час за време на викенд, а на состанок во сабота за тоа што и на кој начин, согласно веќе изготвените во најголем број препораки, димензионирање на олабавување на мерките. Се во ред, колешка. Продолжуваме понатаму. Национална телевизија, повели. Јана Ценевска, МТВ. Министре, со оглед на тоа дека се уредува влезот на клиничкиот центар, нов пристап има до инфективната клиника која што е проширена, исто така и нов пристап до ургентниот центар. Кога и како се планира да почнат клиниките со нормалниот тек на работа, поточно како ќе се движат пациентите, како ќе се одвиваат прегледите? Ова намалување на фреквенцијата на движењето го искористивме и за средување на овој повеќе децениски проблем. Наистина, после 50 години имаме влез кој што води директно во хируршкиот ургентен центар, еден посебен влез и излез кај инфективната клиника. Ова сега работа која што се завршува и значи ставање во функција на овие влезови, целосно асфалтирање и отварање на нова улица под хируршките клиники ќе може да биде во функција од некаде почеток на следната недела. Во следната фаза, непосредно после тоа, ќе почне да се работи на проширување на влезот, односно излезот со поуште една
лента коловозна на влезот кај стоматологија, кон улицата Водњанска, и на влез и излез кај клиниката за кардиологија. Значи, еден целосно сменет сообраќајен режим за кој што верувам дека ќе го олесни пристапот, но ќе го реши сообраќајниот хаос на улицата Водњанска. Работата и функционирањето на клиниките не зависи од овој дел на средување. Ова е само една ситуација која што ја користиме заради тоа што сега нема возила, туку анализата на бројот на пациенти. Веќе се спремаат листи на пациенти чии што интервенции беа откажани, за тие луѓе кои што им беа откажани интервенциите добијат приоритет. Тие пред интервенцијата ќе бидат тестирани дали се позитивни или не на вирусот, значи да знаеме и да ги заштитиме клиниките во секој случај, и тој процес согласно она динамика за олабавување на мерките и растаретување на болницата 8 септември, доколку продолжи се вака, би требало да биде на сила од следната недела, вклучувајќи и нов систем на закажување преку системот Мој термин. Но ќе повторам и ќе се вратам на она што претходно го кажав, сепак анализа на случаите ќе правиме и во текот на утрешниот ден и во сабота. Благодарам. Продолжуваме со телевизија. Министре, тогаш би сакал многу кратко две прашања. Како прво, гледаме статистика дека од 24-25 април па до вчера имавме навистина помал број од ново заразени пациенти, а гледаме дека тоа бројка денеска скокнува со многу голема, значи со многу поголема бројка. Дали ова може да се каже дека се нанесува и на тоа дека имаше поголема слобода, нели, за граѓаните во текот на празниците кои помина, посебно за Великден, значи дали ова може да биде една од причините? И друго кратко прашање, дали конкретно разговарате и се разгледува можноста за изборите кои што нели ги бараат партиите на власт? Конкретно за изборите и изборниот процес може да кажам не. Еве заклучно со овој денешен состанок на Комисијата за заразни болести, сепак е приоритет заштита на здравието, а во смисла на димензионирање на мерките. Исклучиво согласно бројот на новодиагностицирани случаи, поврзаноста нивна, кластерите и така, значи повеќе фактори. На што се должи ова зголемување, навистина тешко да се каже, и затоа сакаме да видиме како ќе биде ситуацијата и во следните 2 дена. Имаме некои примери од останати земји, кои што ги дискутиравме и са Бајлево, дека после олабавување на одредени мерки има некакво зголемување на бројот на случаи, но мерките и начинот на нивно имплементирање, димензионирање на мерките се носат врз основа на 2 критериуми. Едниот критериум значи број на новодиагностицирани случаи, статистичка анализа, сакам да кажем, у првата група, у критериумот каде што се користат бројки и кој што е квантитативен, новодиагностицирани случаи, просекот на новодиагностицирани случаи во изминатите 14 дена, кој што беше практично идентичен до денеска, затоа сметаме дека ова е една варијација, дека утре ќе се вратиме во тој тренд, дека ова нема да биде овој тренд. И втората мерка, тоа е колку здравствениот систем е спремен да ги прими и да ги третира пациентите. Така да само врз основа на тие 2 критериуми може да носиме мерки и да кажуваме што во периодот кој што следи треба и заради што да се почитува како една мерка. Дали во однос на рестрикција, во носење на заштитна превентивна маска, тоа што е веќе овој донесено како препорака. Ќе се вратам назад. Најдиректно на прашањето, сметаме дека е варијација, но чекаме до утрешниот ден, во сабота, да видиме дали е тоа така или не. Продолжуваме понатаму, канал 5 телевизија, повелено. Министре, околу градинките, канал 5 доби информација од неколку родители дека им се јавиле да ги прашаат дали децата ќе одат во градинки или не. Дали имате стратегија како ќе се организира сето тоа? Дали децата ќе имаат маски, ќе има помал број на деца, ќе се реорганизираат групите, затоа што знаеме дека во некои групи има и над 25 до 30 деца.
Се уште работи работната група во која што има членови на Комисијата за заразни болести и представници на Министерството за труд и социјална политика. Неколку опции се разгледуваат, неколку начини. Прво да повторам дека сите вработени ќе бидат тестирани и негователки и целиот останат персонал кој што работи во градинките. Кога кажувам за неколку опции, во предвидзиваме по неколку часови оставање, понатаму начин на кој што би се организирале помали групи, но сакаме да донесеме решение кое што навистина ќе може да се имплементира, да не биде само решение кое што ние ќе го донесеме и на хартија изгледа добро, да се пази дистанца и така натаму, а децата не може тоа да се очекува да го почитуваат нормално. Така да во таа смисла се уште работат експертите, верувам дека до понеделник ќе бидат готови, па ќе го представиме решението. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Алфа телевизија. Орели. Благодарам, министре. Во ситуација со ново потенцијално жариште во Велеска, кој ситуацијата во Кичево со детето, младиот пациент кој во Институтот за јавно здравје се водеше како диагностициран случај на COVID-19, иако неговите роднини тврдеа дека момчето било 4 пати тестирано на коронавирус и од сите резултати биле негативни, па на крајот и самото министерство призна дека е негативно. Се уште се зборува за избори, некому му е важно да се одржат и покрај евентуална слаба излезеност. Ви благодарам. Во ниту еден момент на Комисијата за заразни болести не се дискутирало за изборниот процес, заради тоа што навистина ги анализираме податоците секојдневно. И еве денес имаме конкретен пример во кој што кажуваме најконкретно дека утре препораката за следните мерки за организирање на викендот ќе може да го кажеме дури од кога ќе имаме уште ден или два повеќе за анализа на случаите. Било каква мерка, било каква препорака, било какво менување на полицискиот час ќе биде исклучиво донесено врз основа на сознанијата, движењето новодиагностицираните пациенти. Само во интерес на јавното здравје работи комисијата, од почеток е така, таму работат врвни професионалци на кои што ова не име прва епидемија со која што се соочува, така да ниту еден друг фактор, освен заштита на јавното здравје, не се зима у предвид кога разговараме за димензионирање и време од кога би важеле мерките на рестрикција, односно превенција. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Владимир, ТВ24, Павеле. Добар ден, министре. Сакам да ве прашам повторно околу Велес и новите случаи. Не знам, предпоставам дека се сеќавате дека уште пред 2 недели кога во конфекцијата се појави првиот случај и ве прашав на пресконференцијата дали нешто ќе се преземе. Вие тогаш рековте дека не знаете и ќе проверите. Не знам што се случило во меѓувреме, меѓутоа новите 18 луѓе во последните 3 дена кои се диагностицирани, најголемиот дел, можеби и сите, се поврзани со кластерот од конфекцијата. Сметате ли дека можеше да се интервенира порано и да се спречи овој кластер? И сакам да ве прашам што е со работата на стоматолозите, кога тие ќе почнат да работат? Многу граѓани се обраќаат до нас кои имаат проблеми со стоматолошки проблеми и им треба стоматолошка помош, исто така што е со хроничните болни како диабетичарите кои треба да прават тромесечни тестови, а тоа сега не можат да го прават преку матични лекари. Се што значи олеснување на во однос на добивање на здравствена услуга преку матичните лекари како мерка ние веќе го донесовме во однос на рецептите, хроничните пациенти и така натаму. Стоматолозите на денешниот утрински состанок на комисијата на кој што присуствуваше и председателот на комора, беше договорено веќе да почнат да работат од следната недела и да се вклучат во скринингот, зашто навистина покажа добра волја и желба, посебно што останува збор за зимање на бриз, нешто што е во нивната сфера на професионална работа. Центарот за јавно здравје во Велес беше во тек со одредени компании, потенцијални жаришта, меѓутоа имавме некои дополнителни информации
денеска во однос на движењето на вработените и така натаму, и затоа после тие денешни информации се вклучи и Државниот санитарен здравствен инспекторат да од свој аспект ја разгледа работата, така да ќе информираме веднаш кога ќе имаме точни информации. Благодарам. Благодарам, Владимир. Тела телевизија, Стево Повеле. Стево, не се слушаш. Идемо со наредно прашање за Менче, Нова ТВ Повеле. Благодарам. Дали ќе можат да се тестираат, дали ќе имаат предност луѓе, зборувам за тестови со антитела, кои што се сомневаат дека можеби во февруари ја прележале болеста. Нешто што може да не доведе до тоа дали вирусот бил присутен во многу порано отколку што мислиме и како ќе биде регулирана триажата. Дали пациентите ќе доаѓаат директно во мобилната болница на инфективната клиника, дали тоа ќе оди преку матичните лекари и како ќе функционира клиниката за токсикологија која досега беше ургентен центар, дали таму ќе примат пациенти со COVID или директно ќе се праќаат во мобилната болница. Благодарам. После ослободувањето на капацитетите во лабораторијата, сметаме дека е најсоодветно да се тестираат пациентите кои што имале сезонски грип, за да некаква слика добиеме врз основа тоа. Тие малку пациенти кои што се тестираа за COVID вирусот беа негативни. Но еве сега ќе има и повеќе слободни капацитети, па ќе може и да направиме една подетална анализа и мислам дека тоа ќе биде најточната слика која што ќе ни прикаже дали и кога бил порано од тоа што ние сме воопшто имале некакви сознанија вирусот присутен во земја. Не само кај нас, туку и некои други земји планираат тоа да го направат. Во однос на триажниот центар, веднаш откако ќе се опреми, сметам дека тоа треба да биде една форма на интернистички ургентен центар, нешто што многу тешко физички, а и заради недостаток на опрема се реализираше во рамки на клиниката за токсикологија. Така да еден сериозен дел би се префрлил овде, прво заради тоа што е физички поддостапно, сега ќе има и директен влез и излез кој што тука, ќе доаѓа, ќе има соодветна опрема за интернистички ургентен центар, ќе се направи систем на ротација на дежурства и на специјализанти и на соодветни специјалисти, така да сметам дека многу ќе се олесни и пристапот и квалитетот на здравствена заштита у смисла на интернистички ургентен центар. Менче? Пациентите ќе доаѓаат преку матичните лекари или можат и директно таму да доаѓаат и кога би бил пуштен тој триажен центар? Ќе се пушти веднаш од кога ќе биде опремен целосно. Значи да има соодветна и рентген опрема, и ехо, и нормално се друго што треба. И кога ќе се направи системот на дежурства, ќе треба сигурно некаде период од најмалку месец дена за се ова да биде поставено и да профункционира, а пациенти ќе доаѓаат исто како и што до сега доаѓаат во ургентен центар и по препорака на матична, секако и ургентни случаи кои што ги носи брзата помош, без никаква документација во смисла на упати. Благодарам, Менче. Продолжуваме. Тема телевизија, Стево Повеле. Сега се надам дека се слушаме. Дали, министре, денешните два нови случаи во Битола имаат врска со починатиот пациентот пред некој ден на интерното одделение во Битола, каде по смрт е констатирано дека е позитивен на коронавирус, а лекарите велат дека се работи за асимптоматски случаи? Тоа е првото прашање. Дозволете да проверам, сега во овој момент не би знал да одговорам, меѓутоа со увид во епидемиолошката анкета, тоа сега ќе го знаеме. Еве непосредно после конференцијата можеме.
Вчера преку соопштение кризниот штаб на општина Битола заедно со Центарот за јавно здравје и другите здравствени работници предупредија на опасноста од асимптоматски случаи во Битола. Во овој дел на скринингот, кој што планираме да започне од следната недела, целта е токму тоа да се откријат асимптоматските носители и затоа се идентификувани така и групите. Значи да се соберат материјал брисеви за оној број кој што може да се изработи во текот на денот, при тоа да продолжи да функционира и стратегијата за да се диагностицираат на овој случаи кои што имаат симптоми, на некој начин надградување на стратегијата би бил скринингот, не целосно менување, заради тоа што оваа потреба ќе ја имаме и понатаму за диагностицирање на симптоматски пациенти, така се димензионирани групите по важност во смисла на пуштање во употреба на одредени организации, градинките, например по критични пациенти кои што треба да одат во болница или тие кои што примаат биолошка терапија, така да еден систем кој што ќе значи токму тоа откривање на асимптоматските носители и препорака за изолација на строго утврдени групи врз основа на контактите со тие асимптоматски носители. Благодарам, Стево. Продолжуваме понатаму. Мирослава, слободен печат. Благодарам. Добар ден. Министре, ако во јули се створат услови или летово за патување во странство, дали ќе треба да вадиме здравствени пасоши? Кој ќе ги издава? Каква ќе биде процедурата за тоа? Дали ќе мора задолжително да се тестираме за коронавирус и колку време пред патувањето? Второ прашање, која фирма ги произведува PCR тестовите кои што се употребуваат на Институтот за јавно здравје? Каде може да прочитаме за оваа фирма и за тие тестови? И бидејќи заврши увидот на Државниот здравствени санитарен инспекторат на клиниката за нефрологија, дали е познато како медицински ракавици со етикетата на клиника за нефрологија завршија во мали бизниси во слободна продажба? Ми се чини дека санитарниот здравствен инспекторат тука веќе соработува и со Министерството за внатрешни работи, така да се уште се во фаза на размена на информации и еден дел од увидот е завршен, меѓутоа мислам дека има и некоја друга активност. Во однос на типот, името на тестовите, дозволите да ве информирам веднаш после завршувањето на прес конференцијата, да тоа точно го проверам во Институтот за јавно здравје, односно во лабораторијата за вирусологија. Тие се германски тестови и се по тој протокол кој што се вика Шарите направени. И тоа е тој протокол кој што го одобрува и Светската здравствена организација, меѓутоа за името дозволете да ви кажам веднаш после конференцијата. Прашањето за имунолошкиот пасош е нешто што е многу актуелно. Сега овие изминати недели, посебно изминативе денови, заради тоа што секоја земја на некој начин сака да се заштити, меѓутоа нема консензус. Нешто делумно се дискутираше и на оној состанок пред 2 дена кој што го организираше Светската здравствена организација, меѓутоа се уште е тоа на ниво на размислување на поединечни земји. Кои се дилемите? Дилемите се кој е тој протокол кој што ќе се признае за валиден, понатаму колку денови ќе се важи тестот за валиден, понатаму колку ќе се комплицира целиот тој процес ако станува збор само за краткотрајни патувања на еден или на 2 дена, и на крајот каква е гаранцијата да од земањето на тестот па се до влегувањето во некоја земја некој не се заразил од вирусот. Значи има многу отворени прашања. Ние дискутиравме во рамките на нашата комисија нешто за сега, согласно овие препораки, сметаме дека некаква голема вредност во смисла на сигурност не може да има, но сме отворени за опцијата и за наши граѓани кои што би патували, и за странци кои што треба да дојдат, доколку станува збор за некој пристап на повеќе земји, во смисла на регионален пристап или во земји од
на Европската Унија, така да за тоа прашање се уште нема некој поширок консензус, повеќе земји го разгледуваат вклучително и ние, така да за сега немаме став. И последно прашање, Александар Повеле. Добар ден, господине министер. Имам две прашања. Рековте дека викендов ќе се разговара за релаксирање на мерките, па во таа насока дали на лицата над 67 години би им овозможиле излегување барем 1 час во пладневните часови, со оглед дека досега тие можеа да излегуваат до 12 часот. И уште едно, на една од претходните пресконференции рековте дека вакцината во нашата држава очекувате да пристигне во 2021 година. Дали вие како министерство ќе предложите на владата, секако како финансиската ситуација дозволува, на граѓаните да им се овозможи бесплатна вакцина, се со цел за поголема имунизација на населението? Вакцината се очекува да биде достапна за сите земји во светот до 2021 година. Тогаш е времето кога би завршиле клиничките студии на сите овие компании кои што инвестира во развој на вакцината. Има еден тренд да се зголеми бројот на вакцинирање од сезонски грип со овие бесплатни вакцини. Сите околни земји го планираат тоа. Нашиот комитет за имунизација исто така, заради евентуално стекнување на така наречен вкрстен имунитет, нешто што би штитело евентуално и од на коронавирусот, така да тоа што ни е сега на располагање, а тоа се овие вакцини, е некаква идеја на сите околни земји дека треба поголем број на граѓани, посебно оние у критичните повозрастни групи на граѓани да се вакцинираат. Секако дека мерките ќе важат за сите и секако дека ако има релаксирање на полицискиот час, сите ќе имаат повеќе часови за движење, и постарите и помладите. Но дозволете да видиме како ќе бидат бројките на ново диагностицирани случаи следниве денови, за да за тоа даеме препорака. Благодарам, Александар. Министр, продолжуваме што се неколку прашања. Прво прашање: се води негативна кампања против скринингот и евентуалната вакцинација. Може ли коментар за ова? Против скринингот не гледам никаква причина да има негативна кампања, заради тоа што е тоа еден процес во кој што откриваме асимптоматски носители. Тоа е процес во кој што ќе се заштитат членовите на нивните фамилии, самите пациенти, тие у секој момент може да развијат симптоми и секако сите тие контакти да бидат ставени во изолација, да ако и тие потенцијално заразени биле во меѓувреме, може да ја шират болест. Така да е еден процес кој што мислам дека може да се димензионираат мерки само таму кај што ќе бидат детектирани вакви случаите за вакцинација. Еве сега само што кажав, се смета дека ова вакцинација за сезонски грип сега треба да примат повеќе граѓани. Ние втора година поред инвестиравме во тоа да биде таа бесплатна, посебно за пензионерите. Оваа година беше за пензионери без оглед на висината на пензијата, така да тоа е нешто што се претпоставува дека може да даде некаков имунитет, а вакцината кога би дошла во 2021 година, верувам дека ќе биде единствениот начин, впрочем како и сите други вакцини, да се стекне на имунитет. И веројатно ќе биде момент кога ќе се смени и пристапот, не само на нашата земја, туку и во сите земји во светот, во смисла на рестрикции, превенција и така натаму. Продолжуваме. Кога се очекува набавка на реагенси потребни за правење скен на коски? Од повеќе граѓани добивме информации дека веќе еден месец не може да им биде направен скен на коски, бидејќи во државата го нема реагенсот кој е потребен за правење на ваков скен. Според нашите сознанија, реагенсот го нема ниту во приватните болници. Станува збор за лица заболени од карцином и кои морат итно да бидат оперирани, а без овој скен не може да се премине на оперативниот зафат. Прашањето од неделникот Фокус. Реагенсот се произведуваше во 5 центарот, меѓутоа во овој период се направи редовен годишен сервис и затоа беше застојот во работата во приватните болници, заради тоа што нема реагенси кои што се носеа од странство и сега се заради тоа што се затворени аеродромите. Не може да се носи по друг пат заради тоа што има многу кратко
време на активност тој реагенс веднаш после производството. Меѓутоа, од понеделник е целосно ставен во функција 5 центарот и производството и диагностиката. Има соодветен протокол, нешто поредуциран број на пациенти за да се овој стави малце акценти на превенцијата и на подеталното очистење помеѓу самите диагностички постапки, така да 5 центарот е веќе во функција. Дали Велес покажува дека ако има поголем број тестирања, има и поголем број на заразени? Прашањето од телевизија Телма. Не. Сметам дека ова се должи на некој кластер кој што е, мислам дека сме на добар пат да го идентификуваме. Еве на терен се и Центарот за јавно здравје и санитарниот инспекторат, така да во текот на утрешниот ден ќе имаме по точни податоци. Бројот на тестирање се прави врз основа на бројот на индикации за тестирање. Колку повеќе пациенти кои што имаат симптоми се јават во било кој или се идентификувани од Центарот за јавно здравје, толку тестови ќе се направат. Падот на тестови, на бројот на тестови е заради тоа што немаше доволен број на пациенти кои што се тестираа. Така да во таа смисла, тоа што е за нас битно е процентот на позитивни случаи од вкупниот број на направени тестови. Продолжуваме понатаму. Последниве 3 дена во Куманово речиси да нема ново заразени лица. Претходните 2 дена немаше воопшто. Денеска има само еден ново регистриран случај. Дали според проценките на стручните се очекува да се смири состојбата во градот Куманово? Дали има податоци колку од вкупните активни случаи 85 се хоспитализирани и доколку во наредниот период продолжи ваквиот тренд? Дали се размислува за враќање на меѓуградскиот превоз? Прашањето од НИАМК. Да, сигурно, ако нема ново диагностицирани случаи, постепено ќе се олабавуваат мерките. Околу 15 до 20 пациенти беа во целиот овој изминат период хоспитализирани на инфективното одделение во Куманово. Имавме одличен тренд изминатите 2 недели со се мал процент на позитивни случаи од вкупниот број на направени тестови, нешто што се според критериумите услови да се релаксираат мерките и затоа ќе почекаме уште следните 2 дена за да видиме дали ова денешна нешто поголема бројка е варијација и врз основа на таа анализа ќе препорачаме како понатаму со рестриктивните мерки. Уште едно прашање од МИАМК. Каков е ефектот на вакцината против стрептокока пневмонија во борба против COVID-19? Некои светски лидери ја прима пневмококната вакцина. Таа е добра во смисла на бустирање на имунитетот. Нема цврсти докази дека е таков ефектот, меѓутоа ова вакцина за сезонски грип во истата таа смисла може да се даде и затоа ние планираме сега поголем број на граѓани да бидат вакцинирани заради тоа што евентуален таков крос имунитет може да штити дополнително од оваа болест. Пациентите со ревматоиден артритис кои со години го користат лекот Резохин, а подоцна бидејќи престана увоз на овој лек, почна да го користат Плакуенил. Веќе не може да го најдат никаде ниту овој лек. Во таа насока барам одговор што ќе ги советувате овие луѓе, каде да барат лек, бидејќи со мал прекина терапијата нивната состојба може многу да се влоши. Зошто го нема лекот Плакуенил и каде може да се најде? Прашањето од 360 степени. Лекот го има во доволни количини. Ова беше прашање и од пред неколку недели исто така. Тогаш разговарав со директорката на Агенцијата за лекови Малмет. На мејлот, на адресата на Малмет, може да се испратат податоци каде точно живее пациентот и која е индикацијата за примање и точно за оваа намена, луѓе кои што примаат хронична терапија заради ревматоиден артрит, да добијат лек во најблиската аптека каде што живеат. Така да тој е систем кој што добро функционира, лекот го има доволно, може да испратат мејл на таа мејл адреса и да го добијат лекот во аптеката. Министре, благодарам. Почитувани, тука и крајот на редовната пресконференција на Министерот за здравство, доктор Венко Филипче. Тандеруар, кто ще да фунди конференца sa regult për Shqiptë, ministrit e shëndetësisë Venko Filipçe. Mirëmbëngjes.